случајот. Во лудницата има 200 примероци од неговите собрани дела подарени за културно-воспитни цели. Татко ви е народен книжевен фабрикант на сапун и културен споменик во градот. А јас сум пациент во заводот кој почесно го носи неговото име. Па за која фамилија да пишувам, а? Зошто во пиесата пишуваш дека си уметник кога си лудак? А која е разликата? Од што си болен? Психоза. Шизофренивен, со присут и аудитивни халуцинации и нагласена депресивна компонента. Се бавев со суштината и суштината ми испече. Јас сум измислен. Сите сме измислени. Како измислени кога постоиме? Измислени сме за да постоиме. А кој не измислен? Големиот драматичар. Некој го вика Бог. Сите сме ние ликови во неговите пиеси. Сурови. Не ги сака луѓето и пишува лоши драми. А кои улоги ги играме ние? Вие сте чували на еден мртов свет кој го сметате за конечен. А ти? Јас ја отврлив својата улога. Ја напуштив пиесата и му го свртев грбот на големиот драматичар. Се споив со своето дупло дно и еве ја цената. А како и јас да излезам од драмата? Престани да играш улогата што те тера да играш и игра таа што сакаш да играш. Светот го покрива снег. Соблечи се гола и направи дупка со топлината од твоето тело. Боси, ке се смрзнеш. Вака шетавме со Константин Миладинов во Москва во јануари. Ти си го познавал Константин Миладинов? О, да. Па колку години можеш да имаш? Миладинов умре 1863-та. Па сега е 1911-та. А каква улога играат годините? Јас сум измислен. Го знаеш ли Бакунин? Анархистот. 6 месеци лежеше врзан за цип во Швајцарија. А потоа уште 7 години во Сибир. Го видов во Париз кога го изврли од првата интернационална. Страста за рушење е творечка страст. Господјо, Волт Витман ми читаше порнографски песни во Бруклин. Сурембо, пиевме абсинт во Етиопија. Растојство на чулата. Растојство на чулата! Цел живот бев сам и отврлен. Излегој од овде. Губи се! Па тоа е реплика од пиесата. Чудно совпаѓање. Нема веќе чудни совпаѓања, драга моја. Се е подла намера. Овој овде денес напишал текст, утре ќе ни забие нож. Се почнува со литература, а завршува со крв. Господа, дојдов да ви понудам часови по лудило. Сите луди желби, кои што сте се плашили да ги остварите, можете да ги изведете на мене, со мене или под мене. Нудам дискреција. Прво, затоа што ништо не паметам, а второ, затоа што немам морал и не разликувам помеѓу добро и зло. Например, првиот час може да биде гратис и ќе го изведеме овде и сега.
Може. Може? Не наседнувај, ова е игра, провокација. А играта не ме фасцинира, а провокацијата ќе ја вратам. Смеам да те врзам. Те врзувам лаго. Ти оставам надеж дека можеш да побегнеш. Јасно ти е уметник. Најдобро е да си врзан. Така можеш да си ја сонуваш слобода. Зашто ако побегнеш, ќе се изгубиш во големиот свет. Знам, патува в Египет, Персија. Најдобро остани си овде, да си се триеме. Барем си се знаеме како стари пара. Но ако преку ноќ го свртам другиот листа, ако те врзам цврсто, ако те одучам од игрите со лудило, онака како што мајка ми ме одучи да мочам во гачи. Ми даде лажичка и ме прати кај соседите да земам сол, не знам. Отидов, а не знаев дека претходно се договорила со нив што да направат кога ќе стигнат. Тропнав, отворија врата, ми ја зедоа лажицата и почна да му удираат со неа по глава и да викаат: ти си таа што моча во гајчи, ти си таа што моча во гајчи, ти си таа што моча во гајчи. Тој си! Цврсто те држам. Јас ти стварам ерекција. Не лажи се дека ти доаѓа од Бога. Да не претај толку можам да те шкопам. Тоа можам кога сакам. Сега ми требаш како алиби, како лична карта за мојот хуманизам и ренесанса. Кој кому овде може да држи часови по лудило, а? Знаеме ние кои сме и што сме подобро од тебе. Не можеш ништо ново да ни откриеш. Бега, Јакове. Чувај се. Не знае со кого имаш работа. И лудилото ќе ти го полудат. Таа ме тера да играм модерни танци. Да бидам талентирана. Би сакала да држи салон за поети, самоубици, чудаци од разни сорти. А јас да ги служам со чај и раки. Сака да е близко до уметноста. Салони, шминка, парфеми, убави луѓе, букети, ракавици, аплаузи, приеми, патувања, подароци, Рим, Париз, Лондон. Не можам веќе. Биди нормален. Сочувај се. Не можеш против нив, ни со разум, ни со лудило. Ни со вистина, ни со глума. Исчешле се. Облече се. Ништо не е во срцето. Се е во лицето. Зошто да покажуваш кој си ден и ноќ? Не мора се да ти пишува начат. Оди против се. Ако ти се брза, забави. Ако ти се оди, сегу. Ако ти се живее, умре. Тоа е Бог. Јаков со змија во косата, свет дух во очите. Јаков што пие росе и јаде див мед. Ја магепса Кристина која можеше да заведе било кој конзул. Зборува француски и грчки како мајче. Кристина која везе од Джерджев, а татко и тргува со камили по Африка и Азија. Што сакаш да ми кажеш? Јас сум нормална. Што сакаш да ми кажеш? Нормална сум. Гледа ме во очи. Се плашам дека ќе полудам. И се тресат рацете. Црвенеам без потреба. Се пот. Гледам дупло. Малаксана сум. Не можам да станам од кревет. Не можам да заспим. Се плашам од смрт, од живот, од луѓе, од мртва природа. Се плашам од страх. Ми бучи во ушите, слушам гласови, има уште некој во мене. Сте ги забележале овие симптоми кај ќерка ви? Господине Божо, а? Знаевте дека
се заклучува во соба. Одира од зид во зид. А? Или не знаете дека е жива? Ги забележавте овие Валери и нијанси како искусен наблюдувач на животот. Што се случува овде? Прашање на место. Господине Божо, треба ли помош? По жаргонот на мојот стар школски другар тоа значи треба ли некому да скршам рбет со пендрек. Наредете, господине Божо. Бред, Да ти наредат да ме убиеш, ќе ме убиеш? Да, Нема да те мачи совест? нема. А што, си убил човек? Сум убил, па не ме мачи. Ама по наредба. Без наредба не можам на мравка да згазам. А кога утре ќе ти наредат да си ги убиеш децата? Знаеш зошто сум затворен? Сакаш да знаеш зошто затвара? Не. Не сакаш да знаеш дали сум лут или не? Абе, штом си во лудница, луд си. Зашто малку не мислиш со своја глава? Зошто? За да видиш што се случува по утре. Ајде, за да ме затворат и мене, а? Абе, најдобро е цел свет да е еден голем затвор, бе. Да нема надвор и внатре. И секој да внимава на секого. Е, така ќе биде мир. Мори и нека ги укинат сите книги. Да остане само една да се чита. Например, Црвенка па. Се знае. Црвенка па е доброто, волкот, злото, готово. Секоја чест, господине Божо, не мислев на вас, вие сте вредност, вие држите предавања за религија, револуција, вам капата долу, нека остават, например, една ваша книга да се чита. А зошто не е твојот еп? Работам, бе. Го заврши ли? Работам. 6 години работиш. Да. Нове, ти си исклучително нормална личност. Не си подложен на страсти, нели? Не. Да се кладим. Во што? Имам заштедено златник. Твоје, ако успееш да стоиш во место, со затворени очи, без да се занишеш. Може да проба? Може, што? Еди јас ке те тиснем позади, а ти не смееш да ги отвараш очите, ниту да се занишеш. Хајде. Буц. Добро, така можеш еднаш. Може, може. Буц. Така, слушај. Златникот е твој ако успееш да стоиш во место. Ако не, ќе те гризнам залуда. Може? Господине Божо, Не барај совет за се. И внимавај. Се е во главата. Може? може. Затвори очите. Нове. Стоиш на работа, на амбис. Толу има 300 метри. Стоиш само на петиците. Под прстите ти е воздух. Коска нема да остане од тебе. Може уште еднаш. Сакаш нов живот за старата глупост, а? За ова што го правиш, се оди во затвор. Во оваа држава постојат позитивни законски прописи. Во оваа држава постои мојата позитивна пракса. А, затоа си во лудница. Господине Божо, вие сте председател на литературно друштво, подпредседател на општина, почетен член на друштво на филателисти. Од каде во вашата зрела фаза толку омраза за еден луд дилетант? Епа, ако веќе се замислуваш како писател, научи да пишуваш. Каква е оваа глупост? Кому му е ова потребно?
Кому? Еве, наодбери некоја популарна тема за селскиот живот, нешто за ослободување од робство, одговорноста на писателот е да просветува, нели? Ако самиот е просветен, вие не разликувате ден од ноќ, а го просветувате народот. Па јас сум народот. И ви забранувам да пишувате за мене. Кој ви го дал тоа право, а? Ви ги одземам акредитивите. И од денес се застапувам сам. Ако треба некој да ми суди, ќе ми суди историјата, а не ти. Господине Божо, јас само прдам на вас. А историјата ќе ве посере. Повлечи ги зборовите. Од сега можам да не кажам веќе ни збор, но не можам да ги немам кажано оние кои веќе сум ги кажал. Тоа вие можете. Вие сте нокт, мртво ткиво. Се кастрите и не ве боли. Што, стави го! Стави го! Ама погледнете што прави. Тоа е Наđila. 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 Каде? Каде? За разлика од дното во твојата пиеса, ова е црсто. Се е како во мојата драма. Ништо не е како во твојата драма. Се е како во мојата стварност. Се колнам во верата, совеста и честа, дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите своји сили и средства и дека никогаш нема да ги преведам тајните на револуционерот дел. А во случај да го сторам тоа, да бидам увиен со овој револвер или оваа кама што ги бацувам. Секој едно дутло дно. Секој едно дутло дно. Белким, нема сега да се случи топлото дно. Животот ни минува додека се прашуваме дали сме живи. Дупло дно. Театарска пасија во два става. И сега, што и да кажам, ќе личи на она што веќе овде го кажа твојот лик со моје име. Ти си уметник или лудак? Револуционер. Ајде. А како? Тотален. Она што го прочитавте пред малку е обвинение против вас. Дојдов да ви судам. Воен суд, скратена постапка. Духовито. Колку се може. Сме се сретнале ние некогаш порано? Бев на едно ваше литературно читање. Славевте 1000 години творештво. Поставив прашање. Не изврлија. Банална случка не се сеќавате. Каде го знаеш нашето семејство? Ние не сме биле на никаква куртуазна посета во лудница. Читам во списание репортажа за вас и за вашата семејна идила со колор фотографии. Секој со својот хоби на своето работно место, многу шармантно, многу. И тоа е причината што не малтретираш? Само повод. Причините се сложени. А и случајно везе до вас. Можев да земам било кој, не сте единствениот тој калибар. Веднаш напушти ја куќава. Немам каде да одам. Како? Буквално. Смеам да се вселам на вашиот вторкат? Да не е ова дел од некоја твоја ваква пиеса? Да не е случајно некаде напишам и диалогов што го водиме сега?
Уметноста и предходи на стварноста. Да. Нашата цивилизација 25 века отплеткува јазли заплеткани од Платон и Аристотел. Кристина, донеси чаша вода и чекај. И жива ми се. Зошто живо мислите? Зошто чаша вода и чекам? Донеси. Инсистирам да бидам врзана во вреќа со бинда во уста по сите терористички прописи. Мислиш дека е на твоја страна? На ваша не е. А на нечија сакала, нечела мора да биде. Јаков, нас не смета за власт, а себе си за уметност. Се ова е кревка алегорија на таа тема. Си играш со опасни работи, момче. Играњето со безопасни работи е ласкање. Ако смеам нешто и јас да кажам. Не смеете. Благодарам. Молам. А и што можете да кажете повеќе од што јас кажав за вас во мојата пиеса? Ве разјаснив повеќе од што сте си јасни самата на себе си. Требаше дрвен чекај. Како да заседава судо со обичен чекај. И водата не е истечена. Е, сега ќе бидеш љубезен веднаш да ја напуштиш куќава. Да не се расправаме поинаку. Може. Прво, бев само уметник. Не се мешам. Стоев отстрани. Мислев тоа е доволно. Па потоа паднав во депресија, па лудило. Е сега преземам радикални мерки. Достатле е во револуционерна криза, сега ја презема власта. Смрт на бюрократијата, особено од уметничка провиненција. Чекај, од кај ти е тоа? Кој? Ова? Или ова? Од Јужна Америка. А што си правил во Јужна Америка? Ги продолжував шпанските традиции на татко. А тоа не е возможно. Но не е невистина. Ти си луд! Плюс уметник. Плюс револуционер. Рачни бомби. Рачните бомби се проектили направени од запаливи, димни или хемиски средства. Конструирани се така да може да се фрлат со рака на далече од 40 метри. Наменети се за уништување жива непријателска сила од близина во ровови за солништа и заседи. Бојни отрови. Нервно-паралитички, пликавци, задушливци, крвни, психохемиски, сарен, фосген, дифосген, цијелеводородна киселина и хлор-цијан. Од експлозиви располагаме со малодимен барут, црн барут, живи поминат, тротил, каменит, витезит, трицинат. Ова е доволно за конечно да ме земете сериозно. Ако сме концентрирани, тогаш да почнем. Например, со вашите книги. Значи, си ги читал? Значи сум ги читал. И мислам дека се џубре. тоа го утврди од едно читање? А мислите ги дочитав? Добро, каква литература сакаш да читаш? Хомер, Данте... Читам само живи писатели. Зошто? Затоа што сум жив заедно со нив. Да, но еден Данте со своите универзални пораки... Гарно еден Данте со своите универзални пораки ми се обраќа и мене. Да. Зошто и живите писатели не ми се обраќаат мене, туку на читателите на Данте? Се, вие До душа, вие не им се обраќате ниту ним. секогаш сте вака жестоко искрен. Само жестоко ме доживувате. Навикнати сте на јазик кој не говори ништо и на луѓе кои говорат се што обегнуваат да кажат било што. Ти сакаш да кажеш дека мажот ми е вол. Параскева, престани да ме браниш. Кристина, кажи нешто. Кристина, кажи нешто. Кристина, кажи нешто! Доста!
Сигурен ли си дека толку добро ме познаваш? Не морам да изедам лепешка за да знам како мирисе. Говорам тоа што мислам. Говориш, ама и се потишни. Нервозен си. Да. Јас не се потам во ниједна ситуација. Ги тренирам мојот дух и тело да не се потат во ниједна ситуација. Ништо не ја заслужува мојата пот. Имам изградено цела теорија против потење. Да. Зашто служи и покажува вашата сува литература. А сакаш да кажеш дека за пишување се потребни мадења? Јас моите ги користам за други работи. Не знам, не сум писател. Си напишал. Сте напишали јавници страници, па што? Сите наивни романтичари умреле до 30-та година. Треба да побрзаш, ако сакаш да го фатиш возот, инаку ќе го испуштиш. Да. Пред колку години вие го испуштивте вашиот воз? Господине Божо, ви сте истовремено прозаист, Да. драматичар, книжевен историчар, лингвист, критичар, теоретичар, рецензент, а всушност сте на работа функционална неписменост. А што е та функционална неписменост? Писмена неписменост, госпожо. Најтежок вид на неписменост. Не мешај се, Параскева, реков не мешај. Мешајте се, госпожо. Мешајте се и внесете малку хумор во оваа наша херметичка кава. Кристина, заколни се дека ќе ја говориш вистината, само вистината и ништо освен вистината. А Господа ми помогне? Јас сум атеист. Нема да имам други атеисти освен тебе. Заколни се и признај дали си ги прочитала книгите на таткото. Ги читав. Дали си ги прочитала? Не. Па Кристина, имаш лични примероци со посвета. Благодарам. Судот веќе нема прашање. Страшно колку ти мене не ме поднесуваш. Не, тоа мене ми е страшно, а вам ви е се. Предпоставував дека има луѓе кои не ме ценат, кои не се сложуваат со моите мисли. Но дека постојат такви, како тебе, кај кои таа омраза преминала во една ваква патолошка страст, тоа не ми сонува. Сигурно си мислил на мене со месеци, а? Сум те разјадувал однатре како киселина, а? Не те познавам, а во центарот сум на твојата обсесија и траума. Пиш. Епа, лесно е да кажеш, не сум писател, ништо не напишав, не сум одговорен. Зошто и вие тоа не го сторите, а? Зошто постојано го браните својот опус како мало дете? Луѓето се или неписмени, или книжевници. Или двете. Немате една практична мисла во глава, па докажувате дека водата е влажна. Откажете се. Признајте, половината ќе ви се прости. За неговата литература, каква е таква, тој има подруго мислење. Дотолку полошо. Ќе ја сноси полната вина. Престани, Параскева! Ама ова е навредиш за мене лично. Седи! Ти мислиш дека во секој поглед си подобар од мене, а? О, никако. Не. Нема според помеѓу нас. Ние сме јаблко и круша, баба и жаба. Додуша, и јас не сум цвеќе за мирисање. Ми пречат вашите недостатоци, значи ги имам и сами. Да. Умеам јас ефектно и аргументирано да се критикувам и сами од себе си. Но тоа не е дел од ова сценарио. Ред, разбрав. Значи, за тебе јас сум лош писател. Политикант со двоен морал кој ги гуши младите книжевници, така? Држи пригодни говори, свечени академии, патува со платени дневници и така натаму. И ти мислиш дека со вакви 50 страници инфантилен цинизам ќе разнишеш мојата позиција? Зошто не ги погледнеш малку работите од другата страна? Ми замерувам, затоа што имам одговорни функции и одврски, што сум истовремено во матицата на политичките и идеолошките превинања. Ти мислиш дека таквите одврски мене не ми се товар? Некој мора да го понесе и тоа наплеки. Зошто не понудиш соработка? Зошто не помогнеш во таа битка? Таа и твоја битка. Точно. Затоа и сум овде. Еве! Соработувам.
Ти ме гледаш по-добро утре, не веруваш во по-добро утре. Имам известни надежи дури од задуки. Па тоа е неодговорен песимизм. Против тежа на вашиот неодговорен оптимизам. Со својата крајност се балансирам вашата. Здодевно би бе постојано да изигрувам равнотежа. Со кој право? Вие сте постојано тас, а јас постојано те, а? Вие сте постојано нишанџија, а јас постојано додавач на муниција. Епа, лесно е да се стави рака начело, шал околу вратот и да се заплови во кара севда. Да, а што е тешко? Да се стави вртоварска и да се пишуваат рецитали? А? Секој пијан боем е поинтересен од трезен професор по филозофија. И да сум најдобар, нема да ме признаете за еднаков. Најдобар? Да. Па ти мислиш дека си филмска звезда? Се огледуваш по излази кога одиш по улици, а? Сакаш сите да го следат твојот пример, така? Како не сваќаш дека глумиш улога која ти е потурена? Ми нудат мене разни улоги. Не е дека не бирам. Она што го смета за свој слободен избор, е се посваќање на она што другите го нудат. Сите вакви како тебе, кревки, избунети и наивни романтичари зборуваат како тебе. Точно така, точно. По текстот се гледа, зад бунтовни фрази го кријат своето неснаоѓање во светот во кој живеат. Да, светот е направен од челик.